следи во исто време информациите, без оглед што до некаде имаме напредок во тој дел, но тој не е докрај завршен. Например, имам информации за луѓе кои што се починати, а на кои што се уште им стигаат пари за онаа нега што е преку труд и социјала, што два. Еве, например, би требало, нели, крстчето секаде да се појави и да има нотификација, но не се случува тоа. Истото се случува во однос на ажурирање дури на документи во МВР. Лично јас имам промена на презиме уште пред 5 години и денеска кога сакам да закажам за издавање на личен документ, мене ми излегува старото презиме и никако не можам ништо да направам. Во системот се случува глич кој што е невозможен. Значи сега ви кажам моја претпоставка и моје искуство. Не велам дека е така, оти верувам во презумпција на невиност и во проверка на факти и докази. Но таа сериозна ситуација треба да алармира и да се направи можеби нешто во врска со тоа, некаков систем или методолошки да се тоа обработи. Би сакала во овој дел да прашам уште нешто, бидејќи беше спомната биолошката терапија. Дали можеби знаете од кога во Македонија е воведена биолошката терапија? Кога првпат? Дали имате информација како фонд? Со информации